Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, барем тие што останавте, ниту техничкиот премиер е тука, ниту замениците, ниту министрите кои што се разрешуваат, не се во салата, единствено во салата се ниту колегите од Алијанса се тука, ниту колегите од ДУИ кои што ги разрешуваат овие министри, единствено се останати неколку колеги од СДСМ кои што ете така ревносно ги бранат овие одлуки, кои што ги носи техничкиот премиер, односно ги носи ДУИ. Уште ова не беше случајно во Република Македонија, да имаме реконструкција на техничка влада, на влада која што е формирана за да спроведе избори и единствен неизин мандат е како да ги спроведе што подобро тие избори, да имаме реконструкција на техничка влада. Само после 10 дена од нејзиното формирање. Замислете, имаме реконструкција. За истите тие министри, за кои што колегите од владеачкото мнозинство тука пред само 10 дена ги фалеа овие министри, како ќе биле тие европски министри, ќе донеселе европско здравство, бесплатно здравство, вакво здравство, такво здравство, ќе направеле администрацијата функционална и после 10 дена гледаме овие министри не биле добри. Па сега, дај ново дете. Затоа што председателот на Алијансата на албанците, барем покажување на техничкиот премиер, поради причините кои што ги разрешува поради Facebook статус на нивниот председател на политичката партија, затоа што кажал дека размислува да делува опозицијски. Ете, затоа се овие министри денес се разрешуваат. Јас не знам како само за 10 дена така го променивте ставот од министри кои што ги фалевте до министри кои што ете не чинат или не чинат затоа што испаднаа дека се про таравари наместо про села. Барем кажете дека села е ваш човек и ради тоа што не се негови овие двајца министри, вие ги разрешувате тие министри затоа што очигледно дека села е ваш човек, работи за ДУИ и поради тоа на негов предлог ќе изберете нови министри на местото од овие сега што ги разрешувате. Кога влегувавте во оваа влада, кажавте дека ќе сте делувале како опозиција во власт, но денес гледаме ништо од таа опозиција на власта, затоа што испаднавте дека сте платена опозиција на батерии, па така како што ќе им затреба на ДУИ, така се формирате, се расформирате, се со цел само да им помогнете на ДУИ и на СДСМ, веќе не ги рачунам, тие се секако кираџии во оваа куќа, да им помогнете на ДУИ како да останат ден повеќе на власт, за да може да искрадат уште некој тендер, за да може да проневерат уште некој средства од граѓаните и така си формирате опозиции. Ваква платена опозиција покрај ова што ја имаме во албанскиот блок, имаме една и на оваа страна во македонскиот блок што стои. Тоа се левица, исто таква опозиција која што никаде ја нема ниту сега во салата за да зборува, меѓутоа тука е кога треба да се нападне опозицијата и тие се опозиција на вистинската опозиција во Република Македонија. Заедничко за двете овие опозиции е тоа што едните влегоа во владата, која и се формирани од страна на ДУИ, а другата опозиција, левица, се формирани од СДСМ само за да делуваат опозицијски на опозицијата. И така остана оваа власт 7 години во Македонија и направи пустош од Македонија. Кога ќе речам пустош,
вистински пустош во сите сфери на општеството направи оваа влада. Со помош на овие платени опозиционери, дали во албанскиот блок, дали во македонскиот блок. Се со цел само Дуи да остане на власт, за да продолжи да кради. Што има европско во сето ова што се случува во Република Македонија? Зарем европско е давањето боксови во Манав? Зарем европско е купувањето на соравија без денар, само со предприемачки дух? Зарем европско е оставањето сега куршуми пред вратата на преседателот на Алијанса за албанците, затоа што кажал дека сака да оди со опозицијата? Зарем европски е од 6 милиони евра кои што се од фондот за иновации 5 да завршат во фирмите од Дрина Ахмети? Ниту сте имале европска визија, ниту сте оделе на европскиот пат, одите само на криминалниот пат. Зборувате европски фронтови, меѓутоа вие имате само криминален фронт. Затоа што ве интересираат само тендери и пари, како да искрадете што повеќе. Алијанса за албанците нели влезе во владата, како што кажав, за да можеби ја распаднат на Дуи од внатре, мислеа дека ќе ја распаднат на Дуи со тоа што ќе влезат од во владата, но денес гледаме дека сами се распаднаа со тоа што влегоа во игра со Дуи. Затоа што кој со Дуи тикви сади, од глава си ги мава на крај. Овој пат сега што го поминуваат Алијанса, предходно го поминаа Алтернатива, така да пред една година овде, точно пред нецела година, истото ова сценарио се случуваше. Тога се разрешуваа министрите од Алтернатива, се назначува од Алијанса. Пред тоа беше со Беса истиот случај. Како што кажав, само за ден повеќе Дуи да е на власт, ден повеќе да искрадат уште некој тендер. Чудна е ова слика, посебно сега, во која што, како што кажав, Дуи разрешува министри, Алијанса ги нема во салата да ги брани, па СДС ги бранат постапките од Дуи. Министерот во неговото образложение добро кажа, меѓутоа кажа сега на крај кога одлучија да го разрешат, со што се соочувал и каква е состојбата во владата. Кажа дека 1117 вработувања во здравството останаа нереализирани само од блокадата од Дуи. Па не ли ветувавте европско здравство, не ли ветувавте бесплатно здравство? Како ќе стигнеме ние до европско и бесплатно здравство, кога на вработените во здравството не им давате вработувања, не ги подпишувате согласностите, па имаме луѓе кои што работат со договор на дело години наназад. Тука имаме доктори, имаме медицински сестри, технички персонал, се она што е потребно за едно здравство. Затоа здравството ни е во ваков колапс. Понатака, околу хаосот на паркинзите во клинички центар кажа дека од страна на Дуи се блокира и тоа. Од СДСМ во оваа влада остана на опашката. Нема сега ниту премиер, Артан Груби назначува, Артан Груби разрешува. Единствено СДСМ остана да ги аминува сите одлуки на Артан Груби. Но затоа се ближи 8 мај, денот кога сето ова лудило кое што го донесовте во Република Македонија во овие 7 години ќе престане. Ова лудило ќе престане на 8 мај кога граѓаните ќе ви испорачаат фактура која што долго ја заслужувате, затоа што влошивте се што можевте да влошите во Република Македонија и уништивте се што можевте да уништите. Благодарам.